civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Интересна е изборната историја на нашата земја. Од 90-та година па до сега со овие избори кои треба да се одржат ова лето во јуни, да се надеваме ќе имаме се на се 10 парламентарни избори. Според Уставот, тоа се избори кои се одржуваат секои 4 години, зарем не? Но ние за 20 години, 21, имаме 10 парламентарни избори. Погодувате, таа бројка е зголемена заради бројката на предвремени парламентарни избори. Иако од предходните избори до сега има поминато 4 години, и овие парламентарни избори ќе бидат вонредни, предвремени парламентарни избори, заради тоа што беа свикани во такви околности уште во октомври. А да подсетиме, иако предлогот на лидерот на владеачката партија Зоран Заев беше да се одржат парламентарни избори во декември, да бидат брзи, предвремени парламентарни избори, но поради реакцијата на опозицијата, поради молбите на Мицкоски кој бараше што е можно подолго време да се подготви, ние закажавме избори во април, кои нормално заради пандемијата не можеше да се одржат. Според одредени предвидувања, можно е пандемијата да се врати веќе на есен оваа година. Тоа значи дека ние мораме да ги одржаме изборите во јуни. Едноставно се е подготвено, на 24 дена пред денот на гласање се застанати постапките, процесот на изборите според Државната изборна комисија, а се разбира имаме и време во текот на летните месеци да се востанови, да се воспостави, односно да се состави парламентот, да се состави влада, да се избере владата и да почне да работи. Да имаме барем нешто помалку од половина година да функционираме како држава. Економијата во светот застана. Во нашата земја исто така економијата е застаната. И имаме ситуација во која нам ни треба време за да можеме да функционираме нормално, особено ако се остварат предвидувањата дека пандемијата ќе се врати со иста жестина, послабо, посилно, но сепак нам ни треба една година. Инаку една година ќе имаме изгубено во сите реформи, во сите трансформации на државата од заробена во демократска. Тоа е една ситуација во која едноставно имаме потреба како држава, како општество, да имаме избори, бидејќи е редно да ги имаме изборите, веќе дојде времето, а се разбира да ги гледаме националните интереси пред се, а не дали некој е подготвен, дали нечи рейтинг е повисок или понизок и да се надева дека со одложување на изборите ќе добие некои промили или проценти повеќе популарност кај гласачите. Со ваквото одолговлекување можеме само да се надеваме на лоши изборни процеси. Битно е прво да ги погледнеме државните, националните, општествените интереси, а потоа дали некој ќе добие половина пратеник повеќе или помалку во парламентот.